Рамис, каде одиш? Морам да го најдам Алекс. Чичко Рамис, смири се прво. Ајде застани да Да поразговараме. го најдам Алекс и ќе зборувам со него. Ќе го најде и ќе зборува. Повторно вие сте направиле проблеми. Абе, не знаете мирни да седите. Што те интересира тебе? Гледај си работа. Меанџија, Повели. направи ни кафе. Намих! Кажи. Те бара малиот Осман. Добро. А кој е тој? На невресте таткој. Малиот Осман, нели го знаеш? Ако, нека ме бара. Јас да ти кажам само. Што сакаш да кажеш ти? Може да е опасно. Опасно ли? Малиот Осман ли? О, многу се исплашив. Многу се исплашив од малиот Осман, Нептен се исплашив, знаеш. Каде е малиот Осман? Многу се исплашив. Мал Осман, дојди мал Осман. Многу сум исплашен. Ај, овој Алекс многу се поигрува со својата судбина. Жими Бога, во право си, Џаббар ефенди. Јас во животов не слушнав вакво нешто. Ниту пак јас. Значи ќе стане муслиман? Да. Тоа е голема храброст. Доколку е сериозен и доколку се одлучи за вакво нешто, не само Чичко Рамис, туку сите нас не очекуваат тешки денови. Зошто така велиш? Тешко дека ќе ја прифати народот оваа работа, Мерием. Алекс! Алекс, излези надвор! Ќе зборувам со тебе, Алекс! Алекс! Ацо Ефенди? Ти се врати ли? Се вратив, вераме, се вратив. Ама, од немајка де се вратив. Кажи му на Алекс да излезе, ќе зборувам со него. Не знам каде е Рамиз Ефенди. Не си дојде дома воопшто. Ама знае да дојде до мојата куќа. И тоа знаеш ли зошто дошол? Сака да стане муслиман, за да може да се ожени со Залифе. Знам бе, Рамиз Ефенди, знам се. Знаеш ли? Тогаш зошто не зборуваш со твојот внук? Што чекаш? Што да правам бе, Рамиз Ефенди? Што да правам? Го истепав, го искарав, ама попусто. Кажи што друго да направам? Срам да ти, Ацо Ефенди. Твојот внук не го слуша твојот збор. А ти? Твојата керка го слуша ли твојот збор, Рамиз Ефенди? Ајде! Дадо, Молам. и Зариф е во право. Мамо, Што прави? Што да прави? Плаче. мамичке, треба да зборуваме со тебе. Влези. Тато, Човек како тебе повеќе не ми е син.
Ти ги одземам чиновите. Ама тато, Не сакам повеќе да те видам. Губи се ододе. Кајмакам ефенди. Немојте, молам. Среќен Бајрам. Среќен Бајрам. Среќен Бајрам. Среќен Бајрам. Се вративте живи и здрави. Фала му на Бога. Да си жив. Ова е за вас, капетане. Од војниот штаб во Битола. Сака да се вратам. Разбирам. Да не губам време, Дилавер. Чичкото Рамис, Мустафа, поздравете ги сите многу од мене. Ке ги посетам што е можно поскоро. Среќен пат, бато Ахмет. Да си ми жив. Уште без срам се појавуваш овде. зар не е срамота ова што го правите? Не те сакаме овде, слушаш ти? Добар ден, попе. Не те сакаме овде, слушаш ли? Зарем не си ја научи лекцијата? Алекс? Доаѓав на кај вас, Рамис ефенди. Зошто доаѓаш кај нас? Сакам да се оженам со ќерка ти. Господе Боже, Господе Боже. Алекс, ти да не побудале. Не може да се ожениш. Ама јас сакам да се оженам. Ти реков дека не може! И јас ја сакам твојата ќерка. Алекс, не е доволно сакањето. Заборави ли ти? И двајцата ќе ве убие. Заборави ли? Алекс, ти си христијанин, ние муслимани. Ти си Алекс, а таа Зарифе. Добро. Тогаш ќе стана муслиман. Леле, аман бе. Господе Боже. Не може. За да се ожениш со мојата ќерка, си ја менуваш верата. Тоа го нема во ни една книга, Алекс. Алекс, не може. Ти ќе си останеш христијанин, а ние муслимани и толку. Во мојот китап пишува, Рамис ефенди. Јас одлучив. И не барам дозвола од никого. Ке стана муслиман. Леле, што зборува овој? Боже, Господе. Го слушате ли што зборува? Еден христијанин, за да се ожени со една муслиманка, сака да си ја смени верата. Ти што си замислуваш дека правиш? Не навредуваш сите христијани. Народе, слушате ли вие? Сите ве навредува. Никого не слуша. Пу! Сите вие слушнете ме убаво. Кажувам тука пред два народа. Јас ке стана муслиман. Боже, Боже, Боже. И толку. Боже, не можам да го слушам. Рамис ефенди, како дозволуваш вака да се однесува? Ако не го замолчиш ти, ние ќе го замолчиме. Дали му личи ли ова на еден христијанин, Алекс? Замолчете го нечестниот. За една муслиманка се одрекува својата вера. Кој ќе каже лош збор за ќерка ми ќе му ги ископам очите! Пуштете ме! Пушти ме, бе!
Застани! Престанете! Застани! Тргнете се! Престанете веднаш! Во ред, смирете се. Хасан, тргни Трни се. се настрана, трни се, ајде, трни се! Тргнете го оружјето, во ред. Смирете се. Полека. Алекс, ти не ми остави лице да се појавам пред луѓето. Срам да ти биде, бе, море! Срам да ти е! Дедо! Не му е добро! Дедо, Не му е добро на дедо ми! Мамо, зарем не сме неправедни кон Зарифе? И таа сака да има гнездо да се омажи. И тоа сака да го направи со тој што го љуби. А еве и Алекс сака да стане муслиман. Алекс, кога ќе стане муслиман, што ќе биде, а? Види, се засакале двајца млади, едниот христијанин, а другата муслиманка. Ама заради тоа не може да се земат, така? Потоа тоа младо момче, за да се ожени, сака да стане муслиман и потоа станува муслиман. Колку е тоа лесно, знаеш ли? Да си ја смениш верата, тоа е како да менуваш кошула. Сега девојката многу се израдувала и се земале. Муслиманите многу се израдувале, а и христијаните исто така многу се израдувале. Сите се израдувале и си живееле среќно до крајот на животот. Христијаните и муслиманите сите заедно си живееле среќно. Ваква приказна нема. Во ниедна книга ваква приказна не постои. Чичко Рамис? Добар ли си? Не сум добар на Чичока и Макамат. Не сум добар. Не. Хасан, ти добар ли си? Изгледа дека ја скршив. Господе, ти изгледа беше многу зафатен, па си го заборави чедото Рамис. Таман си ја спасивме Вахиде, сега Зарифе ќе ја испуштам од раце. Дај му памет на чедото Алекс, за да не дојде до полошо. Ајде, одиме. Чичко Рамис? Внимавај, Алекс. Побрзо, побрзо. Отвори ја и другата врата. Ако, ќе ми платите сите за ова. Како е тоа е навреда кон нашата вера. Смирете се. Послушајте ме. Како да се смириме, господине Попе? Алекс сака да стане муслиман.
Нема да го дозволиме ова, не може. Нема да го дозволиме тоа. Доколку се случи ова, ние ќе паднеме многу ниско пред муслиманите. Во ред смирете се, ви велам. Јас сега ќе зборувам со Алекс лично. И што дека ќе зборуваш, господин Попе? Нели виде дека Алекс ни тебе не те слуша? Не заборавајте, сите сме во црква. Воздржете се малку. Смирете се, ве молам. Ви реков дека ќе зборувам со Алекс. Ајде, ве молам, одете си сега. Господине Попе, ти знаеш дека многу пари сум давал во црквата. Угледот на црквата за мене е многу важен. Доколку тој безсрамник Алекс го наруши угледот на црквава, тоа и за тебе нема да биде воопшто добро, Попе. Толку од мене. Состојбата е критична, Алекс. И порано имаше проблеми со срцето, знаеш. Ама овој пат не знам дали ќе преживее. Се надевам дека ќе преживее. Ти ќе бидеш покрај него, овде, до утре. А доколку се случи нешто ќе ми известиш, во ред? Мустафа? Многу се израдував што си жив, брате. И јас сум среќен што те гледам, Алекс. Мустафа, што да правам јас? Направи го тоа што мислиш дека е исправно, Алекс. Рамис? Тато, што се случи? Ништо не се случи. Каде е Зарифе? Горе. Хасан, што е со твојата рака? Не знам, Хатидже, ама изгледа дека се скрши. Ке стане муслиман, тато. Муслиман ке стане? Да, тато. Муслиман ке стане за да се ожени со тебе? Така е. И што ако стане муслиман? Само за да се ожени со тебе, а? Маките ќе ни станат уште поголеми. Не можам да го дозволам тоа. Зошто не дозволуваш, тато? Зошто ли? Да ти објаснам зошто. Ти навистина ли мислиш дека со тоа што Алекс ќе стане муслиман, се ќе се среди? Тоа си мислиш? Нема да заврши, нема да се среди. Целата таа омраза и напнатост повторно ќе се врати. Да, повторно.
Денес знаеш ли што се случи во чаршијата? Алекс се појави, дојде, застана пред мене и пред сите и почна да вика: ќе стана муслиман. Јас ќе стана муслиман, рече. Ќе стана муслиман. Сите се стаписа. И потоа наеднаш сите срипаа, Зарифе. Сите, и муслиманите, и христијаните почнаа да се тепаат. Брат со брат се плукаа в лице. И потоа сите заедно, и муслиманите, и христијаните, тргнаа кон Алекс. Едвај се спаси и потоа дојде Ацо Ефенди. И го виде сето тоа и се струполи наеднаш. Ќе умреше кутриот. Разбираш ли сега, ќерко, зошто? Зарифе, разбираш ли зошто, ќерко? Вреди ова за толку луѓе да умрат. И муслиманите, и христијаните, очите да си ги извадат. Вреди ли? И муслиманите, и христијаните да се испотепаат. А? Вреди ли? Вреди ли воопшто? Зарифе, погледни ме убаво. Кажи ми, сега уште ли сакаш да се мажиш со Алекс? Кулапче мое. Кулапче мое. Мустафа, добар ли си? Добро сум, Вахиде. Се врати ли чичко Рамис? Се врати, се врати. Мустафа, како е Ацо Ефенди? Подобро е, тето Фатма, подобро е. Прости ми. Прости ми, Хасан. Не успев да ти ја погледнам раката. Хајди, споружи. Те боли ли? И тоа многу. Мрдни ги малку прстите. Скршена е, Мустафа? Пукната е. Ке зборувал попот. Ајде нека зборува, па да видиме што ќе зборува. Ти како се викаш? Пасков. Пасков, ти бугар си? Да. И што работиш? Ништо не работам. Значи ништо не работиш, така? Тогаш јас имам еден предлог за тебе. Сакате да дојдете и да работите за мене? За тебе ли? Ти нели си кројач? Да, кроја сум. И што да работам? Ке работиме нешто. Го разгледавме предлогот за да ја посвоите Зарифе. Ке биде потребно време за да се комплетираат документите. Кога ќе завршиме со тоа, ќе ве известам да дојдете да го земете девојчето. Благодарам. Убав ден. Убав ден. Ви благодарам. Го разгледавме предлогот за да ја посвоите Зарифе. Ке биде потребно време за да се комплетираат документите. Кога ќе завршиме со тоа, ќе ве известам да дојдете да го земете девојчето. Благодарам. Убав ден. Убав ден. Ви благодарам. Дојдоа попот и оџата кај Макам Ефенди. Нека влезат. Повелете. Добре дојде, попе.
Добро дојдовте, Оџо. Поведете, седнете. Поведете. Господа, ве повикав овде затоа што едниот е представник на христијанската, а другиот на муслиманската религија. Сега јас ве замолувам вас, попе, да отидете во куќата на Александар и да разговарате со него. А вас, Оџа, ве замолувам да отидете кај Чичко Рамис. Може би и најубаво е да го земете и Џабар Ефенди со вас. Мораме да ја решиме оваа работа додека не настанале поголеми нереди помеѓу двата народа. Не кажа никому за ова, нели? Не кажав. Денес имаше голема кавга во чаршијата. Кавга ли? Едно младо христијанско момче викаше во чаршијата дека сакал некоја муслиманка. И заради тоа сакал да стане муслиман. Како се вика тој? Алекс? Ти го познаваш ли кој е? Зарем е можно такво нешто? Еден христијанин со девојка муслиманка. Вакво нешто не сум видела до сега. А ти... Зошто си толку гневна? А толку време живееме заедно, ние не ги делиме луѓето на муслимани и христијани, ама тие не се такви. Разбойниците што губија машми беа христијани. Нема со нив братство. Дедо, сакам да го знаеш само ова, дедо. Добре дојде, господин Попе. Може ли да поразговараме малку, Алекс? Повели. Зарем е можно мојата убава Зарифе да не го послуша мојот збор? Зар е можно такво нешто? Да го згази зборот на татка си? Можно ли е, Господе? Не е можно, нели? Не може. Нема да си отиде, нема. Моето гулапче нема да си оди. Нема да си отиде. Нема да си отиде, Фатма. Нема да си оди. Ме разбра добро што и кажав јас. Не е можно да си оди. Мамо, тато, ајде, спремно е јадењето, дојдете внатре. Вахиде, ти сакаш што побрзо да ја... Ти сакаш побрзо да ја направиме свадба? Не, тато, можно ли е такво нешто? Јас знам како ти размислуваш, Кирко. Толку време чекавте и сега таман дојде време за свадба, пак нешто не е во ред. Точно така е. Така е. Заради Зарифе не можеме да направиме свадба. Знам, тато, знам. Знам, види, тато, ти не грижи се за мене. Најважно од се ти и Зарифе да сте добри. Моја машкоданка ќерко. Паметна ќерко моја. Храбра ќерко моја. Грешиш бе, синко, Алекс. Гледаш ли што му се случува на дедо ти? Си одлучил да станеш муслиман. Добро. Слободно можеш да правиш што сакаш. Слободен си, нели?
Сите ние сме Божји деца, така ли? Ама додека е време, сакам да размислиш поубаво, да процениш што е добро, а што е лошо. А и да станеш муслиман. Не можеш сам да го смениш тоа што е од веки веков, Алекс, разбери. Може цената да биде превисока за ова. Многу боли. Не можам да ја мрднам. Каков ќе е крајот на сето ова? Не знам, Хатидже, додека мојава рака е вака. Јас не велам за тоа, на Зарифе мислам. Алекс не се откажува. Докаде ќе оди оваа работа вака? Не знам, Хатидже, дали знаеш ти дека мојава рака е скршена? Знам, маженце, те боли ли многу? Прости ми, не ти ја погледнав раката од проблеми. Хатидже, сакам малку и мене да ми обрнеш внимание. Хасан, како ќе одиш ти на работа со оваа скршена рака? Не знам, Хатидже. Не можеш да шиеш со ракава. Така? Така. Ама јас не сакам да му ја препуштам работата на оној Никола. И што ќе правиме? Не знам. Тогаш јас да работам во дуќанот. Ти? Епа јас знам да шијам, Хасанче. Додека да оздравиш ти, јас ке работам. Не ми беше до смеење, ама ме насмеа. Ти откај знаеш да работиш, Хатидже? Ти мислиш дека кроењето е лесна работа? Ти знаеш само да готвиш јадење, да го чуваш хусмен и да седиш дома. И ништо друго. Така велиш? Така. Ти велиш дека кројач е тешко да се биде, а домаќинка лесно? Да, така. Добро, тогаш кројачу Хасан. Ти чувај го хусмен, зачисти по дома, направи јадење, а јас ке работам во дуќанот. Ти работи ја по лесната работа, јас по тешката. Добро? Така. Ајде. Ајде. Едно фатив. Треба поубаво да размислиш, Алекс. Ќе ја донесам водата, ќе ја донесам, почекај. Почекај малку. Доаѓам. Почекај малку, доаѓам. Не може вака, не може. Не може. Мајко? Што, мајко? Што, мајко? Што? Тато дојде и разговараше со мене. И тој рече дека не може. И ми кажа дека луѓето се степале заради нас двајца. Ацо Ефенди се разболел. Зарем татенце не сака неговото гугуче да е срекна? Ти не ли би сакала? Би сакала, знам. Си ме носела 9 месеци во стомакот. Си ме доела со своето млеко. Знам дека и вие го сакате, Алекс, знам. Да не беше ваков светот. Да немаше одвоеност во светов. И вие ќе сакавте да се земеме. Да бидеме срекни. Алекс рече дека ќе стане муслиман. Ама и тоа не е доволно. Рековте, луѓето нема да не остават на мира. Јас се разбирам. Ама едно не разбирам. Како ние сега ќе живееме како да не се познаваме?
Како ништо да не се случило. Како никогаш да не сме се сакале. Тоа не го разбира, мајко. Те молам, разбери ме и ти мене. Многу ми гори душава. Многу. Да знаеш дека нема да дозволам ниту вам, ниту на Алекс да ви се случи нешто лошо. Мустафа, многу ми е жал за двајцата. И кажав и на Вахиде. Додека е Зарифе во ваква состојба, нема свадба. Знам, чичко Рамис, во право си. Додека не е подобро на Зарифе, не може. Но, бато, нели треба да се вратиме во Истанбул за свадбата? Добра вечер, Рамис Ефенди. Добро вечер, Џабар Ефенди. Добро вечер. Добро ни дојдовте, Џабар Ефенди. И ти, Оџа Ефенди. Сакам малку да позборуваме. Да зборуваме, Оџа Ефенди. Ајде, Фериде, Мустафа, да излеземе. Ајде и вие, девојченца, ајде. Се надевам пред да е полошо ќе се расчисти работава. Дај Боже. А вие што ќе правите, бато? Ние? Кога тогаш ќе се земеме? Нели Вахиде? Бато, знаеш, времето ти поминува. Доколку не се вратиш на време во Истанбул, можеш да имаш големи проблеми. Не грижи се, Фериде. Не грижи се. Овој пат нема да дозволам да има некој проблем. Добро, но свадбата? Свадбата? Ако не, овде ќе направиме во Истанбул. Нели Вахиде? Не знам. Јас ќе одам во собата. Ајде, добра ноќ. Ајде. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Девојчиња, ајде доаѓајте, ајде. Ајде. Добра ноќ. Вахиде, може да поседиме малку овде. Може да поседиме, да. Мамо, ти знаеш ли колку религии има на светов? А? Колку религии има на светов, знаеш ли ти? Намикче, главава ми пука. Не можам да ти одговарам на прашањата. Ме интересира. Доаѓа оној човекот што беше во џамијата. Ајде, добро вечер. Добро вечер. Да ве запознам, ова е татко ми, малиот Осман. Ау. Малиот Осман ли? Сака да зборува со тебе. Зашто дозна што се случува меѓу нас вака така. Што се случува меѓу нас вака така? Нели кога се изгубивме во шумата имаше вака така? Ништо не се случи, навистина ништо не се случи. Татко ми е нем, затоа вака ти објаснува. Добро. Да, тато, ова е тој намик. Ова е тоа убавото момче. Сладко. Зошто не си дошол да разговараш со него, те прашува? Не знам. Многу сакав да разговараме ние. Многу сакав, многу. Вели дека не знаел, тато. Добро, сега ќе го прашам. Дали си бил сериозен во намерата, прашува? Не, сериозен, не, ништо сериозно, не. Не бил, тато? Што се случува? Сериозна, да, намерата ми е сериозна, многу ми е сериозна. Аман, полека, аман. Ми вели дека ти дава една недела. И вели да ти кажам дека, доколку... Да.
не ја превртиш твојата намера, тој тебе ќе те грабне и ќе те преврти наопаку. Наопаку ли? Еве, вака и вака ќе ти направам. Бог да чува. Ке направи. Тато прашува дали си разбрал. Да, разбрал. Да живее, разбрал. Да живее. Ми вели дека ќе дојде за една недела. Убаво, нека дојде. Ајде, тато, да одиме. Многу ми беше мило. Ајде, добро. Ајде, добра ноќ. Ајде, добра Ајде. ноќ. Добра ноќ. Мамо, јас којдам ракава да ја ставам во ладна вода. Леле, што не снајде. Рамис Ефенди, и самиот гледаш што се случува. Нашиот народ, мислам ние муслиманите, многу се вознемиривме од овој случај. Да, знам. Не сакаме нешто лошо на твоето семејство да му се случи. Доколку ја средиш работата побрзо, то подобро. Ќе се среди, Оџа Ефенди. Јас зборував со Зарифе. Сигурен сум ќе се среди. Утре дојди во џамијата и зборувај со луѓето. Ќе биде убаво тоа за да се смират луѓето, Рамиз Ефенди. Ќе дојдам, Оџа Ефенди. Ќе зборувам со луѓето. И што ќе пиете? Кафе, ајран или шербет? Не треба, не мачи се да се жив и здрав. Јас се уште не сум бил дома, ќе се загрижи господја Бедија. Ајде, остани ми со здрави. Ајде. Ајде. Sarı gelin aman, sarı gelin aman, Немој, застани! Убици! Мамо! Што е, Али, што е? Мамо! Што е, синко, сонуваше нешто лошо ли? Го сонував тато, мамо. Му ги видов очите на разбойникот што го уби татко ми. Готово е, синко, готово е. Добро е, сина, не плаши се. Добро вечер, кај мака му, Диловер. Добра вечер, повелете. Јас зборував со Алекс кај мака му. И ние зборувавме со Рамиз Ефенди. Убаво сте направиле. Бајтар Ефенди не е добро. Алекс ќе се помири сега, така изгледаше. Јас мислам дека може би ќе се предомисли. И Рамиз Ефенди зборувал со Зарифе. Свесни се за проблемите. Јас мислам дека работава ќе се среди. Дедо, немој да заминуваш, дедо. Не ме оставај. Се тоа заради мене ти се случи. Знам дека си ми лут. И во право си. Ама Господ ми е сведок дека јас сум веќе спремен на се. Доста ми е веќе. Доста е веќе. Ако треба ќе им се спротиставам на сите.
Јас сум внукот на Бајтар Ефенди, дедо. Неговата крв тече во моите вени. А доколку треба заради Зарифе, заради незината љубов, да платам колку што треба, тогаш ќе платам. Ако треба, на муслиманите и на христијаните ќе им се спротиставам. Ќе им се спротиставам до крај. Против сиот свет ќе застанам. Заради Зарифе, дедо. Само ти остани со мене, дедо. Остани со мене. Ако треба ќе им се спротиставам на сите. Јас сум внукот на Бајтар Ефенди, дедо. Неговата крв тече во моите вени. А доколку треба заради Зарифе, заради незината љубов, да платам колку што треба, тогаш ќе платам. Ако треба, на муслиманите и на христијаните ќе им се спротиставам. Ќе им се спротиставам до крај. Против сиот свет ќе застанам. Заради Зарифе, дедо. Само ти остани со мене, дедо. Остани со мене. Бајтар Ефенди.
Се уште имаме време, Вахиде. Имаме време. Късмет. Кројачу Никола, доколку некога се предомислиш за тоа да го продадеш дуќанот, да знаеш дека и јас сум секогаш тука и чекам да ти го купам дуќанот. Нема да се предомислам. Кројачу Никола, јас тебе воопшто не можам да те разберам. Воопшто не можам. А, не ме разбираш ти? Не те разбирам, ти велам. Ке ме разбереш? Џабар Ефенди! Уса? Џабар Ефенди! Што е? Готови сме! Што се случува, бе? Го крадува стадото. Што рече? Кој го украде? Не знам. Ајде, трчај. Алекс, вчера слушав тоа што го кажуваше. Ти оваа девојка толку многу ли ја сакаш, бе, Алекс? Многу ја сакам, дедо. Толку многу за да му се спротивставиш на целиот свет, зарем толку ја сакаш, Алекс? Да, дедо, би застанал против целиот свет. Тога застани, бе, море. Застани, Алекс. Завршивте? Завршивме, Никола Ефенди. Готов сум. Готов.